студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9, добро вечер. Синоќа на полноќ заврши изборната кампања и почна изборниот молк за вториот круг од локалните избори, што треба да се спроведат утре. Изборите има во 32 општини и градот Скопје, во кој ќе се бираат градоначалници. Сепак молкот важи за целата територија на државата. Од вкупно 4826 болни и немоќни лица кои можат денеска да го остварат своето право на глас во вториот круг од локалните избори, до 20 часот според ДИК гласале 3327 гласачи. Во 14 казнено-поправни установи, каде што своето право на глас може да го остварат 1256 лица, кои се на издржување казна затвор или притвор, до 18:30 гласале 588 гласачи. Од 214 сместени во установите за вонсемејна грижа до 18:30 гласале 125 гласачи. Гласањето за сите овие категории гласачи се одвиваше непречено и без никакви проблеми и нерегуларности, велат од ДИК. Резултатите од денешното гласање се соопштуваат заедно со резултатите од утрешното гласање. А како течеше денешното гласање во Крушево, провери Дарко Штарговски. Денеска во Крушево гласаат 255 болни изнемоштени лица, или 37 повеќе од првиот круг на локалните избори. Инаку вкупниот број на избирачи во оваа општина е 7768, кои што гласаат на 23 избирачки места. Денешното гласање е во добар ред. За сега немаме никакви пријави дека имало проблем на некој избирачко место. Избирачките одбори се спремни на терен да го извршат делот од изборниот процес. Избирачките одбори задолжени за болните и изнемоштените лица денеска ги посетуваа во домовите каде под строг надзор и правила се извршуваше процедурата за гласање. Во нашето изборно место има запишано 34 болни. Изборниот процес е веќе во тека, за сега без неправилности. Оние болни кои што не можеа сами да гласаат, гласаа со помош на некој од семејството. Граѓаните очекуваат пред се подобрување на економијата во градот. Гласам за мојот сопруг, има 75 години, болен е, срцев болесник со деменција и со моја помош гласа. Очекуваме се најдобро да биде градот во подобро економска ситуација, ти многу сме запоставени со се, нема работа, младите ни бегат, немаме и ние старите, му помагаме на младите. Младите не се ситуирани, јас имам керка, тројца се без работа, сакаме кјам пензијата една мода оди кај нив. Моментално јас бев како помош на моите свекор и свекрва кои се болни и изнемоштени, го остварија своето право. Очекувам, подобри проекти, вработување, задржување на младите тука во Крушево, развој на туризмот и, се најдобро. Инаку Крушево во првиот круг од изборите беше една од општините со најголема излезност во Македонија со 65,6%. За Сител Дарко Штарговски. Концертот на српската турбо-фолк пејачка Светлана Рашнетовиќ Цеца, одржан вчера вечер во Велес, заврши со бурни реакции од публиката, откако пејачката во еден момент го подигна националното знаме на Бугарија. Откако српската пејачка Светлана Цеца Рашнетовиќ го прегрна бугарското знаме на концертот во Велес пред македонската публика, тие не останаа должни со реакции. Изфиркување, извици на незадоволство, па дури и напуштање на концертот го одбележаа крајот на вечерта во спортската сала Гемиџи. Никој од публиката и го подаде знамето на пејачката, а таа го прегрна и го бакна. Сепак, откако дел од публиката бурно реагираше, пејачката го тргна знамето од себе и изјави дека многу ја сака Македонија. Женала Македонија, ја многу волим Македонија.
Настанот, кој требаше да биде вечер исполнета со музика и добра енергија, доби политичка нота поради чувствителните односи меѓу Македонија и Бугарија. На крајот пеачката со македонско знаме ја напушти сцената, но и претходно при изведување на други песни можеше да се види Рашнатовиќ како го прегрнува нашето знаме. Дел од јавноста го осуди гестот како непочит кон македонската публика, додека други го оправда како дел од сценскиот настап без политичка намера. По инцидентот Рашнатовиќ се обрати преку медиумите, каде вели дека незиниот потек бил погрешно сватен. Не е ништо необично што секогаш со радост го прифаќам секое знаме од мојата публика, затоа што тоа е моја публика, мојот народ, моите луѓе. Жал ми ако тој гест некого повредил, тоа навистина не би било намерата, а особено не да ги навредам домакините. Верувам дека тоа го знаете, изјави пеачката. Светлана Цеца Рашнатовиќ важи за една од најпопуларните српски изведувачи во Македонија, со многубројни настапи во нашата земја. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Есенскиот период и вирусите ги окупираа педиатрите на клиниката во Козле дневно и по 150 прегледи. Александар Динев. Променливото време, групирањето и почестото престојување во затворени простории го зголемија бројот на болни деца. За едно деноноќие во клиниката за респираторни заболувања Козле бележат и по 150 прегледи. Повеќето од децата се на предучилишна возраст и имале горно-респираторни инфекции, а на болничко лекување задржани се 50 поради компликации. Од типот на клиничка слика на бронхиолитика и доенчињата, бронхити, потешки бронхообструктивни атаки, астма напади и пнеумонии. Останатите дечиња кои што доаѓаат во поликлиничко амбулантски оддел се најчесто дечиња со горно-респираторни инфекции, па можам грубо да кажам дека 80% се дечиња кои што имаат горно-респираторни инфекции, кои што се со подклиничка слика на некоја лесна, умерена фебрилност, температура, болки во мускули, во зглобови, малаксаност, болки во грлото, течење на носето. Тоа се најчесто причинители на овие горно-респираторни инфекции, риновируси, кои што се најтипични во овој период. Имаме и ентеровируси. Иако периодов во клиниката имаат зголемен број на прегледи, не детектирале грип, а многу малку случаи имаат и со РСВ вирусот, поредко изолирале и бактериски инфекции, најчесто во грлото кај децата. Педиатрите од Козле апелираат родителите да не ги носат децата веднаш на клиника. Да не се плашат родителите. Температура, болки во мускули, болки во грло, општа омалаксаност, кој што трае до 5 дена, треба да се лекува во домашни услови, да се прима симптоматска терапија од парацетамолски тип, доволна рехидрација на телото, зголемен внес на електролитен тип на течности, да се мирува, да се има квалитетен сон детето, доколку дојде до манифестација на пролонгирана фебрилност, на прогресивна кашлица, на тешко дишење, забрзано дишење, обично родителите препознаваат дечињата им дишат со помош на стомачето. Во тој случај да се побара лекарска помош. И според извештајот на Институтот за јавно здравје, минатата недела грип е регистриран само кај 3 деца до 14 годишна возраст. Александар Динев, Сител телевизија.